Инсталација на фотоволтаици во Белица и Струмица, реализирани проекти за поурбан и поодржлив транспорт во општините низ Македонија, примена на поодржливо земјоделие во неколку региони низ земјава. Сето ова во функција во борбата против климатските промени и загадувањето како глобален светски проблем кој не ја заобиколува и Македонија. Проекти за искористување на обновливите извори на енергија и подобрување на состојбата со енергетската сиромаштија се спроведени во скопските општини Центар и Аеродром. Овие примери покажуваат дека проблемите со загадувањето се големи, но не се нерешливи. Од граѓанската организација Екосвест вела дека спровеле многу проекти за намалување на проблемот со климатските промени и токсичниот воздух со финансиска поддршка од шведската влада. Од невладината се оптимисти дека и македонските општини почнуваат сериозно да го сваќаат проблемот и почнуваат во локалните буџети да планираат средства за оваа намена. Имаме примери на општини во Центар, во Прилеп и во Гевгелија, каде што локалните планови за енергија и за клима се усвојуваат во општините, акциите и мерките се ставаат во буџетите и се надеваме дека ова и понатамошните години ќе гледаме и конкретни акции реализирани од општините. Оттаму вела дека имаат капацитет да ја мобилизираат заедницата и граѓаните и заедно да понудат одржливи решенија. Потребно е само вклучување на сите чинители во општеството во носењето одлуки, со чие спроведување ќе се придонесе за искоренување на штетните навики.